Прво, ќе кажам дека, иако долго време сум во Собраниево, просто ми е неверојатно до кое дно дојдовме како законодавна власт. Тука, мислејќи на колегите од парламентарното мнозинство, да бранат нешто што не е одбранливо и нешто што е противуставно. Прво е противуставно, второ е неделовничко и трето е неевропско. И оваа комисија неколку пати имам кажано дека не треба да се вика комисија за европски прашања, туку за неевропски прашања. Затоа што логиката на споредувањето на нашето законодавство со европското и самата логика на приклучување наше во Европската Унија е како го ние разбираме системот на владење на право и самиот систем на демократизација, не како ќе ги напишеме и дали ќе ги имплементираме законскиве решенија. И сега на некого му текнало дека овој проект ќе му закачи едно европско знаменце и ќе каже дека е инфраструктурен и од стратешко значење и врз основа на тоа ќе ја прави плячката на векот и од тука па натаму се треба да се гази. И газите. Моето прашање до вас е со што беше спречен министерот за транспорт и врски денеска да дојде да присуствува? Дали е веќе на трасата, ја исправува, ја искривува. Бидејќи јас не сум графолог и не знам да ми кажете чиф е овој подпис тука. Ова графолог ни треба за да видиме, еви камерите нека фатат, чиф е овој подпис тука. Веројатно е на министерот за транспорт и врски, претпоставувам, затоа што него тука во законсково решение го пишува. Ајде да одиме понатаму. Законот инаку се вика Закон за урбанистичко планирање, нема врска со урбанистичко планирање, туку е адаптирање на и дерогирање на правото во Република Македонија и адаптирање кон криминалот на векот кој што го прави Артан Груби, а го брани парламентарното мнозинство начело со помалиот коалиционен партнер СДСМ. Ајде да видиме зошто е против европско. На почетокот сте напишале дека се имплементира согласно стратешкиот план и дека транспортна мрежа кон Западен Балкан, вклучително, не знам, и Македонија, во согласно со регулатива таа и таа. Зошто таа регулатива во нормативниот дел на текстот не сте ја напишале овде? Значи имаме кореспондентна табела. Кореспондентната табела е празна. Само пишува предлог закон за изменување и дополнување на законот за урбанистичко планирање, предлагач Министерство за транспорт и врски, ЕПП број нема. Бројна регулатива или директива нема. После, целата кореспондентна табела е празна, се е празно, да не читам заради времето и на кубичитела, затоа што е многу важно тоа што ќе го прочитаме, меѓутоа и медиумите може да дојдат до законското решение. Раководно лице, функционер во органот изработувач на правниот пропис нема. Зошто? Ако е Благој Бочварски, требало да пише Благој Бочварски, раководно лице, функционер во органот предлагач на правниот пропис, има еден подпис 3 црти и не можеме да знаеме чиф е, велат дека е на Благој Бочварски. Имено он и нели е подписник на договорот. Со овој закон се крши уставот во делот на член 8. Членот 8, почитуван представник на транспорт и врски, ги опишува темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија. И тамо, покрај останатите наведени, ги пишува владење на правото.
Ја не знам вие у владата како го замислувате владењето на правото, очигледно вака, преку трупа, владење на правото. А не знам дали сте информирани дека прв кластер кој што ќе се отвара е токму владење на правото. И имате опомена од цела Европска комисија дека европското знаменце не му е местото тука, ама ете, вие сте решиле во владење на правото да ставите европско знаменце на неевропски закон, на апашки закон, на закон кој што ги краде следните генерации на македонци. Понатаму, одиме. Правна заштита на собственост. Бидејќи немате траса, бидејќи немате проект, има тука две работи. Ке зимате одредени ниви или било што да најдете на трасата. Луѓето не знаат за тоа. Ке им го земете, не знам, за без пари ке им го одземете. Слобода на пазарот и предприемништвото. На кој начин се изразува слобода на пазар и предприемништво, господине представник на Министерството? Либерален пазар се знае во Европа како е. Дајте тендер. Зошто со тендер? Зошто не отидовте со тендер? Може би оваа компанија и секако ќе добиела заради условите и заради, не знам, цената и квалитетот. Но, тоа не го направивте. Кој ви дал на вас право и мандат? Кога зборувам вас, не мислам лично на вас, туку вас како представник на владата. Кој ви даде право на вас да склучувате договор, при тоа не ни го давате договорот на увид, да го видиме, да склучувате договор, а при тоа да превземате обврски кои што собранието, највисоката законодавна власт во државата, да носи закони врз основа на договор. Тоа, јас, извинете, мислам, никаде го нема, освен во Македонија. И ќе се вратам сега на еден од вашите одговори на моите колеги, дека ова било популизам и дека ова било нов модел, ако добро ве разбрав, нов модел на градење во Република Македонија, затоа што патот Кичево-Охрид се градел 10 години заради промашени траси, како што добро ве разбрав, и дека и ми кажавте некои примери со соседството. Јас имам една анализа од парламентарен институт, секаде се правени со тендери. Ама новиот модел на Артан Груби и Ковачевски помалиот коалиционен партнер, еве го, кошта 2 милиарди евра буџетски пари. Сега тука имам уште едно прашање. Во секое законско решение кое што го добиваме од влада или ние како пратеници, има фискални импликации на крајот. Пишува фискални импликации. Тоа значи колку ова законско решение ќе ја кошта државата. Во ова законско решение фискални импликации нема. Што ме тера на тоа да мислам дека нема да чини ништо. Ама досега, само досега, до денеска, овој проект кошта 1.200 и нешто, бидејќи немате траса, експроприацијата тука не е наведена ништо, до 2 милиарди ќе дојде. А сега многу логично прашање вака исто така ќе поставам. Ако нашиот буџет вкупен е 5 милиарди евра, ако сме задолжени 1,5 милиарда, ако овој пат треба да кошта 2 милиарди евра, еве и милиарда нека е, а нема да е, 2 ќе е, од каде пари на државата, а не е предвидено во буџетот, од каде пари на државата да ги плати сите овие обврски? Тоа е првото прашање. Второто прашање е зошто не земавте заем од некоја било која банка? Зошто не се зема некоја поволен заем кој што ќе го гласавме, ќе го разгледавме сите? Јас го имам одговорот на ова прашање. Ниту една банка сериозна нема да ви даде пари на еден ваков несериозен проект
и на еден ваков проект кој што го дерогира правото во Република Македонија, и уставот, и деловникот, и законот. Самото законско решение, како вака се нобеловци во владата ви текна, на медиумите им кажавте дека законот за култура се повлекува, а во членот само се доискажам председателке, секунда, во членот 63а, во став 1, покрај другите набројувања, вели и археолошки информации, што значи локалитетите кои што ќе се најдат на самата траса, исто така ќе биде градено врз нив, ќе бидат руинирани, така да нобеловциве под наводници од влада им текнало како да го надмудрат Министерството за култура и тој закон да го стават тука во законот за урбанистичко планирање. За жал не ми дозволува времето повеќе да говорам, ајде после на репликата можеби ќе да одговорам. Благодарам.